Мале, што това народ? Си слушам нещо, разбирахте английски, така да малци и на струмички се навикните. Ке мора да се време на време. И на битолски. После и на битолски, добре. После. Здраво ли сите дечки? Некои ме знаат, се видел са познати луѓе прекрасни, некои не. Сум коосновач на англискиот стартап Стојанко. Знае ли некој од публикава што прави Стојанко или не? Што прави? Краткотрajни издавање на соби за љубени пари. Досадно. Не го правиме. Обезбедувам место за секс, бе човече, каже, ама... Сакам да бидам политички коректен, Така, значи, основавме компанија која што буквално експлодира во минатава една година, со тоа што сега овој април, заокруживме 1 милион во продажби за само 12 месеци. Аплауз за луѓе! Сега, пошто ме зафркна организатори, ме ставија куп паметни луѓе пред мене и си кажа се обави работа, јас не знам што да кажам што не е кажано веќе. Си излезев една приказна онака, дорека идев тука. Баш за ова лотаријава за реагење ми беше интересна тема, не знам дали сте слушнали. Значи концептот е американски. Тоа е тип на прашање за кој што се однесува на тоа дали постои тако нешто како тикет за лотарија. Значи, дали се у животот е среќа или малце комбинација од неколку други фактори. Во Америка се вика дека под лотарија се подразбира човек кој што е геј, кој што е црнец, кој што е женска. Вика ако ги имаш тие три работи, со среќа да успееш во Америка. Ама ние Македонија да не сме покусо и ние си имаме своја македонска lottery of birth. Значи, у Македонија, ако немаш политичка книжка, партиска, ако си машко, и што беше трето ако немаш? И ако си земјоделец, баш така, со среќа да успееш со тие три фактори. Ја ги имам сите онака обдарен со 3 свака час. И како да си успеи? Немам ни книжка, машко сум, немам носи за покажување. И земјоделец, чушки и френки, во фармерско семејство пораснав. И сега, како да си успеи во вакви околности? Кај тоа? Така, значи, тие се околности не дадени за некој повеќе, за некој помалце. Има делна вистина од тоа што го кажа да си одиш, да, но не од таа причина да си одиме и никој пат да не се враќаме, туку од аспект на тоа да одиме малку да ни се смени поднебието, средината, последователно на тоа и перспективите. Јас се најдов во Индија пред 5 години, 6 тоест, и ко сите вас и јас бев во пазарот на работна сила. Отрво чекав мене да ме избрат, ко сите вас сега што варате работа. Дај бе работа, вработете ме некаде. Дај бе човече. Во Суајсек бев прво. Едно 5-60 пракси кај што аплицира во Западна Европа, онака аутлистатија, 50 и кусур. И јас викам, од ова наша Европа не бива. Си има ке стигми за нас, стереотипи, нешто вистинито, нешто не, ама што нема да биде доставно. И викам, ајде ќе фатам малце подалеку со радиосот. А ујде цело време. Ела бе, викаат со пракси, таму ујде цело време, пошто голем Суајсек е таму. Има многу комитети, многу пракси. Пошто плаќа ефтино не се нафаќав до сега, ама едно време ми дојде една онака примамлива. Викав, ајде ќе одам. Појдов без врска, онака ко слеп на брашно, значи ни вакцина од тука ставив, ни знаев кај одам шо одам, туку знаев како се вика фирмава, кај да ја парам. Ко се најдов таму во моја фирма, со ништо вако видов онака цела редица крави со рогови лукави, поплавена улицава цела баш во монсуни во август се најдов. Викам, ја ова не го гледам пред мене, не е вистина. Нема да зборувам за тие години многу. Значи таму покрај тоа што беше тешко, татешко терап ми помогна да се надоградам постепено. Со тоа што од почетокот првата и битна промена што стекнав таму беше тоа што повеќе не барав работа, туку се продавав себе си. И сега тука има разлика. Колку од вас тука барат работа денеска? Многу малце, ајде што прави другите тука тоа? Мене дојде да гледа? Реално. Ајде уште еден да видим колку креативна се.
Добре. Сега, второ прашање од овие што сте тука, значи колку знаете точно каде би работеле? Значи има тука надвор едно 10 и повеќе прекрасни фирми. Кој од вас знае точно кај сака да работи? Каде друже? Хасот. Во Хасот. Добро. Друг некој? Не знам. Дечки да работи кажувам. Каде? BCG, Boston Consulting Group. Та една од компаниите там? Не. Добро. Нема врска. Сега. Друже, ти сакаш значи во Хасот да работиш. Како планираш тоа да се случи? Стекнам вештини да не се понудам како кредитиран човек. Како би се понудил? Како би изгледала таа понуда твоја? Кажи значи слободно, нема тука дефинитивен одговор. Како би се преводил? Значи, имаш вештина, добро. Јас сум Хасот, пример. Како би те вработил? Како? Аплицирам кај вас. Добро. Како би аплицирал? Сега, тоа е интересно. Имейл? Имейл. Хајан гледам дали е тука. Тука е тој? Тука беше сега. Каде? Тука беше сега. Е така. Значи знаеш дека Хајан е собственик на Хасот, така? Сега разговарам. Што знаеш за Хајан? Знаеш дека многу се сака мајка му тој? Сите сме ние по мајки, ама Хајан е посебно, значи се учитва мајка му кон никој. Го знаеш тоа? Не го знаеш тоа, така? За малку пробишни. За малку. Значи ти не му се продаваш на Хасот, му се продаваш на Хајан. А му се продаваш со тоа што ќе го 360 степени онака прилики му направи што сака тој, што бара и што му се интересира. Не само дека бара да вработи стручни лица. Стручни лица има многу. Ќе научиш која книга е сака, која книга мајка му сака да ја чита. Ќе знаеш што ти во Хавпост имаше статија преку заедно со Коста Петров. И ќе му честиташ. Значи работава е не се обраќај кон компанија, обраќај се кон луѓе директно, face to face. Тоа е првото. Значи, CV остави. Ние во Стојанков сме 15 луѓе, не вработуваме до сега никој преку CV, ниту пак ќе вработиме. Секој ден идат луѓе не прашуваат, сакам да работам со вас, you are so cool. Добро де cool сме, ишел сега. Ми вика да работам со вас. И јас во мојот процес на рекруција и селекција имам само едно прашање. Едноставно, што ми го детерминира изборот дали да одам со него или не. Што можеш да направиш ти за Стојанков? Едноставно. Ама ја имам работен во оперативни процеси и процедури, кога ќе почнат овие академски да ја должат вака, исток и запад, и пак ќе си прашат, ама што можеш да направиш за Стојанков? Малку ќе се стесни, ама пак е широко. Ама што можеш да направиш за Стојанков? И после печесурник ќе му скисне артикул, ќе се откаже скроз и ме олеснува работава мене. Значи прашањето е толку едноставно и толку моќно што сите компании го користат против вас свесно или несвесно, меѓу кои и моја. Иако прашувам што можеш да направиш, не велам дека немам работно отворено место за вас. Значи има разлика помеѓу пазарот за активна и пасивна работна сила. Скриениот пазар на работна сила што се вика. Активниот е преку портали за вработување и огласи, тоа е за сите. Ама скриениот, за тоа се вика скриен. Не постои, но почнува да постои кога ќе видат фирмите некој што вреди. Јас моментално немам порада за вработување никаква во мојата фирма, пример. И стално видат, и стално ги прашувам луѓето што можеш да направиш. Исти трескат тие глупости никако да научат. Значи кога ќе одбие тоа прашање, треба да бидете специфични и конкретни. Видов дека ова твој датавиот вебсайт е баш никаков, ќе му направам нов wireframe, ќе го редизајнирам. Ајде да видам. И следен чекор што треба да го направиш е дали во балсамик, дали на парче хартија, да ми направиш еден скеч. Како според тебе би изгледал подобрата верзија на мојот вебсайт или мобилна апликација? Јас викам, ау, човече, ова јако ми се допаѓа. И ти ќе кажеш, знаеш што? Ако ти се допаѓа, ќе ме вработиш, брате. Има разлика. Не одиш и да молиш никој, туку тераш тебе да те молат со тоа што им сервираш нешто што тие го сака. И мора ние да го разбериме тоа едно за секој пат.
Да престанеме да одиме да се молиме за работа, туку да им дадеме нешто што тие ќе им треба. А не постои компанија во Македонија која што нема потреба од добри луѓе. Секоја компанија вработува, да ви биде јасно. Активно не, пасивно да. И да нема оглас за вработување, знаете оти сека компанија од олкава до олкавка вработува денес. Ама треба да и покажете што знаете. Ако сте техничар, ако си дизајнер, тоа е еден пример. Ако сте продавач, ќе размислувате понатаму од да бокс. Значи гледам, вика, прочитав едно PR дека си имал стекнато клиент од тој и тој клиент, честитки свака час, дечки стварно се супер, ќе се го направиш архаично како ти одговара тебе. И ќе му кажеш, ама види, јас имам онака пријател, сестра, сваќа со овај основачот на една друга со слична фирма, сакаш да ја поврзам? Отива да не сакам брат. И така се почнуваат тие работи. Значи ти ако му завршиш работа, тој ќе види дека ти си уствари добар продавач. Ако си за продажба, поврзуваш му наоѓаш клиент без тој да те вработи. Ако си дизајнер, му дизајнираш нешто и му го кажеш го сакаш да ти го дадам или не, или на друг ќе му го дам, на твој конкурент. Ако си програмер, му програмираш едно со 2-3 страни или една страна веб-сайт или апликација и му го понудуваш. Ако ти се допаѓа, отворен сум за работување. Толку ли е тешко тоа, бе, луѓе? Го прави некој тоа тука? Ја тоа го правев цело време. Додека се разбудив, не го правев, да, ама сега го правам. Тоа е првото нешто. Второто нешто што ќе ми треба за вработување е конкретна вештина. Значи, сите ние сме генералисти тука и тоа е проблем голем, не само од вас што произлегува, туку од институциите. Дека тие си работат уште како понзи шема, тоа нема да се шедам да го кажам, пошто е точно. Немаме образовен институт, испорачуваат само плевел надвор, меѓу кои се бев и јас самиот. И знаеш колку ме разгневува тоа? Епте, ме фрлија надвор 4 години, ми земеа на татко ми од Френкиве париве и ништо не направи од мене човек. И не сум само јас за жал. Значи, дали за време на факултет, дали после факултет, морате да се конкретизирате за одредена вештина. Дали ќе програмирате, дали ќе дизајнирате, дали ќе продавате, да не бидете генералисти. Дали ќе бидете психолог, па и што е да е? А ние не го правиме тоа. Сите сме менаџери до еден. Да што менаџери? Што менаџираме? Јас се пробив на пазарот во Индија и со тоа дојдов кон основање на своја компанија, ради тоа што бев одличен блогер. Хајде ме најде преку LinkedIn. Јас него не го знаев. Пред 2 кусур години, вика, прекрасно пишуваш, ете така да се бидеме во контакт. Секоја чест. Хајде ме најде. А ја не барав работа, тогаш меѓутоа се најдов и ќе станавме пријатели од тогаш навам. Јас вас може ќе ве најдам утре преку некој ваш дизајн на Behance.net или кај да го ставите портфолио. Ама мора нешто шипмент да правите на нешто, да имате нешто допирливо надвор, на пазар луѓето да го најдат. Една страница што е, да е една салветка дизајнирана нешто на неа, еден цртеж, да ве има надвор некаде. Не чекајте да излезете од факултет и не чекајте ниту ден после факултет да не го направите тоа. Јас писател, одличен блогер, со тоа станав контент маркетер, со тоа станав инбаунд маркетер, можна барана професија денеска. И станав толку добар што на крајот во истиот период кој основав компанијава Steuncle, ме викна еден VC да пишувам PR да му правам за него. Тој имаше под свој ракав 50 милиони евра. Микро VC. И тој го работев за него. И тој ме најде преку LinkedIn, и тој ме најде преку работава моја. И јас за него пишував 6 месеци, значи не само што пишував, туку и дисеминација му правев на текстоите. Значи по медиа аутлети, по магазини интернационални, нискирационални. Го доведов човекот до Forbes, буквално. Толку беа добри, толку беше добра работа. Меѓутоа ghostwriter бев за него, никој пат не може да откриам дека таа е моја работа, освари не негова. Нема ни потреба човек да се плакеше. Значи работава е со само едно нешто, како сврдел се поведаш се понатаму. Пишував за себе, па за малите компанија, па за поголема, и на крајот пишував за виси од 50 милиони долари. И на крајот толку стануваш добар во тоа нешто, што не можеш да не основаш компанија, друг логичен чекор нема. Сите прашуваат
Интересен ми е случај какви сме како компанија, колку сте добри, а никој не прашува на која база сте толку добри, како или јас како маркетер. Па баш на таа, 4 години бев мисионер, работев една година ме избра, после јас цело време се продавав на другиве, проект по проект, мисија по мисија, платени на таму, ако неки ќе си поедам таму. Се крена нивото и дојде до фирма основање ред. Тоа е тоа. Две стварки таа вечер ќе ви кажем, толку нема повеќе, нема потреба. Значи, од утре не да ми барате работа со CV-а, CV-то фрлете го ако имате уште сега, верувајте ми, не ви треба. Компаниите што вработуваат на база на CV се шкарт, што се кажело постројнички. Имаме ние шкарт пипериве трета класа што ги дават за 1 денар. Ако сакате ко шкарт да ве вработат, ако немате повеќе амбиција, бујру. А ако сакате повеќе од тоа, тие две работи. Ако сакаш кај хајер, CV да не му бракеш. Извини, хајер на тоа. Верувам имаш CV од цела Македонија, вие сте супер популарна компанија, не знам како се справувате со апликациите, гарантирам. Ама со CV да нема вработување. Две тими.